АД Гоце Делчев Тиквеш од Кавадарци е подготвен веднаш по завршувањето на средното образование да ги вработи во своето акционерско друштво заинтересираните среднообразовни кадри кои излегуваат од Кавадаречкото земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. Ова е сублимат од денешното подпишување на договорот, односно меморандумот за соработка меѓу ова училиште и еден од најуспешните земјоделски комбинати кај нас. Всушност се работи за подпишување на меморандум за соработка меѓу најуспешното претпријатие од земјоделската струка во Македонија АД Гоце Делчев Тиквеш и средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. Договорот всушност значи соработка во едукативните процеси преку ангажирање на стручњаци од практика и реализација на учење со работа, стипендирање на истакнати ученици со афинитет за лозарство и винарство, исполнување на разни облици на научна, техничка, истражувачка помош, воспоставување на контакти и презентација пред домашни и странски субјекти. Договорот го подпиша директорот на училиштето во Кавадарци Горан Мелковски и директорот на АД Гоце Делчев Ристо Милев. Мене особено чест и задоволство ми е што продолжуваме со соработка со сите чинители, со сите компании кои што се поврзани со насоките, смеровите што ги имаме во нашето училиште. Денеска подпишавме меморандум за соработка со АД Гоце Делчев од Кавадарци, од земјоделската струка. Самата соработка се состои во практична настава на нашите ученици, пошто се надеваме дека со текот на годините треба нашите ученици и не само теорија, него повеќе да се обфанат и практичните делови од наставата. Така да особено чест ми е мене, значи, нашите ученици че имаат изведување на практична настава, посета на винаријата, на лозарството во Гоце Делчев, бидејќи таму знаеме дека ги има сите најсовремени услови и можности за учење на самото лозарство и винарство. Во меморандумот за соработка еден клучен елемент е предвидено стипендирање од страна на АД Гоце Делчев за најистакнатите ученици во лозаро-винарската струка. Така да тоа е еден голем стимул за нашите ученици во прва година кои што се запишат. Компанијата исто се обврзува за стипендирање, како што кажеме, за најдобрите ученици и се надевам и нивно натамошно ангажирање во компанијата. АД Гоце Делчев Тиквеш, Ристе Милев, еден од најуспешните бизнисмени во Македонија во оваа струка, сега им пружате рака на овие млади деца. Кажете ни со кое срце и задоволство вие дојдовте денес овде? Па овака, пред се, ова година, јас сум 40 години испаднат од ова школа, пред 40 години ја завршив ова школа, потоа земјоделски факултет и ова школа е моја матична школа и мислам дека им е должност, а воедно и со големо срце и задоволство сакам да му помогнем на луѓето, на младите луѓе, да дојде да видат кај нас што се работи, каде сме, на кој дел работиме, што работиме, да ги видат сите техники што се користат во светот, од системи капка по капка, од машини за дефолијација, машини за шишање, потоа моментално работиме на поставување последни 2-3 години на метални столбови, метални поединечни колчиња, така да машинска берба веќе употребуваме, ова ќе биде 3-та година, така можат се да видат децата. Од друга страна, исто ќе омогучиме на децата тие што сака да работат, дури ги повикувам оваа година што се сите матуранти кои што не мислат да студират, ги поканувам да дојдат да ги уклучиме во процес на производство за работа. За работа ги нудиме. Ќе почнат да работат и оној за кој колку ќе успее во животот, нека се борен, ќе му даеме можности на техничари, па чак и повисоки плати ако се докажат во струката. Во ваше време вакви услови немаше? Па тогаш да, немаше. Тогаш имаше вишок работна, повеќе работна рака имаше, сега е помалку, знаеме каква е стојбата со Дрексерот, али ова школа треба да обстанува, затоа што земјоделската струка во Кавадарци ипак е приоритетна. Несреќата на Македонија е што имаме ниски цени, депласирани цени, додека во Европа се нешто цените повисоки, приноси повисоки, техника, агротехника, сортимент, семо е разликите од кај до кај они се соклони, имаат повисоки приноси, машински работи имаат повеќе, ние уште во Македонија некаде над 50% во лозарство работите се
рачно. И затоа е нашето производство уште поскапо.